Флеш Интернешнл на ТВ Стар. Започнуваме веднаш. Во Сребреница денес се одбележуваат 19 години од геноцидот извршен врз босанците. Илјадници луѓе, вклучувајќи ги и преживеаните лица, се собраа денеска во меморијалниот центар Поточари за да им одадат почит на жртвите на најголемото злосторство во Европа по Втората светска војна. Во јули 1995 година силите на босанските срби ја зазедоа безбедносната зона на Обединетите нации и убија околу 7000 босански мажи и момчиња. Во меморијалниот центар беа погребани посмртните останки на уште 175 идентификувани лица кои беа пронајдени во една од масовните гробници изминатиот период. Јапонската компанија Тошиба доби нарачка од бугарската влада да изгради нуклеарен реактор во Козлодуј. Реакторот со моќност од 1110 до 1200 мегавати ќе чини околу 5 милиарди долари и ќе го гради американската компанија Westinghouse, која е сопственост на Тошиба. Реакторот се очекува со работа да отпочне во 2025 година. Во Козлодуј во моментот работат 2 реактори, додека 4 се затворени на барање на Европската комисија поради безбедносни причини при влезот на Бугарија во Европската унија во 2007 година. Во недела во Виена започнуваат нуклеарните преговори помеѓу светските шефови на дипломатијата. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека нема да присуствува на овие преговори. Американскиот државен секретар Џон Кери најави дека ќе отпатува за Виена, каде ќе се разговара за спорните прашања и ќе се провери подготвеноста на Иран за преземање критични избори на преговарачката маса. На преговорите ќе присуствуваат британскиот секретар за надворешни работи Вилијам Хејк, германскиот министер за надворешни работи Франк Валтер Штајнмајер, како и шефот на француската дипломатија Лоран Фабиус. Новоформираниот калифат го забрани светското првенство во фудбал во 2022 година во Катар. Во официјалниот допис кој представниците на Исламската држава го испратиле до председателот на ФИФА Сеп Блатер се бара наоѓање на нов домаќин за светското првенство во 2022 година. Во писмото објавено во египетскиот весник Ал Ватан се вели дека Катар е дел од калифатот кој е под владење на калифот Ибрахим, кој не дозволува корупција и непочитување на исламските правила. Во спротивно тие се закануваат со проектили со голем дострел. Американскиот организацијски комитет за светското првенство 2022 година веќе добил најава од ФИФА да се подготви како замена на Катар. Населението во Грција за една година се намалило за 70.000 жители, објави денеска Европската статистичка служба Евростат. На 1 јануари 2013 година Грција имала 11.062.000 жители, а на 1 јануари годинава 10.992.000 жители. Според Евростат, Грција има најнизок процент на родени во Европската унија, кој изнесува само 8,5%. Тоа беа вестите од светот. Останете на програмата, следуваат регионалните вести на ТВ Стар.